Здраво да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме задачи за интермедиерно делување на гени. И ако гледавте видеото, всушност нема ништо комплексно. Значи ова се работи за одреден случај каде што всушност доминантни алели, доминантен хомозигот дава едно фенотипско својство, хетерозигот дава друго фенотипско својство, додека нели хомозигот за рецесивни дава трето фенотипско својство. Односно, ако ова е, не знам, црвена боја, ова ако дава црвена боја, ова ако дава бела, хетерозиготот е нешто измеѓу, значи нешто како розова боја. И ова не важи само за боje, како што ќе видиме во наредните неколку примери. И да започнеме со решавање задачите. И сега секогаш задачите го немам спомнато, всушност треба да воочи дека задачите на почеток е само кога еден вовед на задача и на крајот на задачата всушност се поставува прашањето. И сега гласи дека кога се вкрстува кокошка со екстремно кадрави пердуи, со петал, со прави пердуи, во ефен генерација сите имале умерено кадрави. Значи спрема ова можеме да заклучиме дека и потатаму мисламе спомнато за нормален ген е оној кој условува екстремно кадрави, значи доминантен. Ева дека, значи за доминантен хомозигот ќе направиме дека ептен се кадрави ко виткани пердуи, додека рецесивен е всушност за прави пердуи. Додека нели хетерозигот е всушност за умерено кадрави пердуи. Сега прашањето е дека при некое си вкрстување во F1 генерација се добиле, значи имаме некои си родители, ќе бележиме родител X и со родител Y, ги вкрстиле и всушност добиле во F1 генерација добиле 10 единки кои имале екстремно кадрави, значи 10 единки кои имале екстремно кадрави, добиле 20 единки кои имале умерено кадрави и добиле 12 единки со прави пердуи, значи прави пердуи. И за ние треба да најдеме генска конституција на родителите кои ќе дадат ваквото потомство. Сега спрема ова што го гледаме и спрема тоа знаеме како всушност действува интермедиерноста, многу е очигледно дека ова е всушност доминантен нели хомозигот, ова е рецесивен хомозигот и знаеме дека овие дека се хетерозиготи. Сега единствената комбинација на гени од двата родители кои ќе дадат вакви односи, вакви генотипски односи 1 спрема 2 спрема 1. Сега збориме за генотипски односи, но во овој случај ке интермедиерност всушност и фенотипот е исти со генотипот, значи и фенотипот е 1 спрема 2 спрема 1. Значи единственото вкрстување кој дава генотипски однос 1 спрема 2 спрема 1 е кога вкрстуваме два хетерозигота. Тоа значи дека двата родители се хетерозиготи, односно дека двата родители имале умерено кадрави пердуи. Значи двата родители имале умерено кадрави и нели се добило тоа што се добило во F1 генерација. Сега не правам објаснување како одма стигнавме до решението, бидејќи ако ги следите задачите кои до сега сум ги решавал или видеата до овој период, веќе ова треба да ви е како под кожа влезено. Одма се гледа очигледно што е што. Инаку ако не знаете очигледно што е, ги пробате сите комбинации. Можете некако логички да одлучите што е, но би можеле да пробате двајца да се доминантни, па ќе видите што ќе се добие, или пак едниот да биде хетерозигот, или пак да биде хомозигот со рецесивни, и ќе видите што ќе се добие и дали тоа што се добило кореспондира со тоа што се добило во задачата. Значи тоа вие што ќе добиете дали кореспондира со тоа што се добило во задачата, имајќи во предвид нели ова што беше дадено, дека умерено виткани се хетерозиготи, многу кадрави се хомозиготи за доминантни, прави се хомозиготи за рецесивни. И тоа е уште еден нели начин да се реши задачата по спориот начин. Добро, наредната задача всушност само ќе решаваме примери кои се од монохибридно вкрстување, каде што важи ова. Значи всушност се поврзано со растенија Мириабис и Јалапа, каде што важи ова, нели имаме доминантен хомозигот кој има црвена боја, рецесивен хомозигот кој има бела боја и хетерозигот кој има розова боја. И ние сега треба да правиме одреден број вкрстувања кои се овдека зададени. Значи првото вкрстување кое треба да го направиме, ева ќе земам црвена и ќе земам сина боја. Првото вкрстување кој треба да го направиме е всушност црвени со црвени растенија. Сега црвени знаеме дека се доминантни хомозиготи, бидејќи тоа ни е дадено. Доминантни хомозиготи и тоа е пода и што може да се добие
треба да одредиме што може да се добие, може да се добијат само црвени растенија. Така ќе се добијат само доминантни хомозиготи кои се всушност црвени. Сега, наредно е црвени со бели. Значи ова е под Б. Треба вкрстиме црвени со бели. Значи црвени се доминантни хомозиготи, бели се хомозиготи за рецесивни и што ќе се добие? Всушност тоа што ќе се добие ќе бидат хетерозиготи 100%. А хетерозиготите знаеме дека имаат розова боја. Така, значи тоа ќе се добие. Тоа е одговорот. Наредно треба да вкрстиме црвени со розеви растенија. Значи под В вкрстуваме црвени кој е доминантен хомозигот, го вкрстуваме со розово растение, значи тоа е хетерозигот. И што ќе се добие? Тоа што ќе се добие се всушност доминантни хомозиготи 50% и ќе се добијат хетерозиготи 50%. Значи 50 со 50, односно 1:1. Што значи дека ќе бидат 50% ќе бидат црвени, а 50% ќе бидат розеви. И како ова всушност да направиме со планетова мрежа сега? Да не се објаснувам, мислам добро, може да има некој кој го гледа само ова видео, не ги гледал претходните видеа. Значи за прави планетова мрежа се ставаат тука две доминантни А, тука се става алелите од другиот родител, се полекуваат линии и се пополнуваат. Значи ова ќе биде вака. И 50 со 50, значи пола, односно една половина се доминантни хомозиготи, една половина се хетерозиготи, односно 1:1, и тоа е решението. Сега под Г треба да вкрстиме розеви со розеви. Ајде да земеме под Г. Треба да вкрстиме розеви со розеви, значи двата се хетерозигота, хетерозигот со хетерозигот. И кога вкрстуваме хетерозигот со хетерозигот, ги добиваме сите можни генски конституции, односно добиваме доминантен хомозигот. Така сушто да го направиме со црвена боја. Значи добиваме доминантен хомозигот, добиваме два хетерозиготи, значи вака ќе ги направиме, и добиваме еден рецесивен хомозигот, кој што овој ќе биде со бела боја, ова ќе биде со црвена боја, и овие ќе бидат со розова боја, и всушност односот ќе биде 25% од растенијата, зависи колкав број се добиле, или ќе бидат црвени, 50% ќе бидат розеви, додека 25% исто ќе бидат бели растенија, со бели цветови. Наредно имаме бели со розеви, значи дека ќе направиме АВГД, каде што имаме всушност, како реков, бели со розеви, значи имаме рецесивни со розеви, и тоа што ќе се добие ќе бидат или хетерозиготи, или ќе бидат рецесивни хомозиготи, што е всушност 50% или ќе бидат розеви, 50% всушност ќе бидат бели. И како последен пример е всушност да вкрстиме под Г дека ќе оставиме два хомозиготи за рецесивни, две со бели, и се добиваат само хомозиготи за рецесивни, што е само со бела боја. Значи тоа беше втората задача, прилично лесно, едноставно само да ги разгледаме фенотиповите. Значи ова исто како монохибридно вкрстување, само што хетерозиготите имаат различен фенотип за разлика од хомозиготите за доминантни. Дали ке монохибридно и хомозиготот, значи вака ќе бележиме со десна фиолетова боја, и хомозиготот за доминантни и хетерозиготот има ист фенотип, но ке интермедиерно хетерозиготот има различен фенотип и едноставно тоа требаше го заклучиме сите овие вкрстувања, бидејќи се добиваат различни односи на фенотипови. Значи овдека не се добива во под примеров под Г, не се добива 3:1 фенотип, него се добива 1:2:1, значи фенотипот е ист како генотипот во овој случај. Добро, тоа беше втората задача. Добро, сега ќе решиме трета задача, која е прилично исто лесна, која се базира на истиот принцип, само имаме друг пример, која гласи дека во подрачјето митралајот има еден вид на анемија позната како таласемија, значи ќе бележиме само со Т, значи таласемија, која може да се манифестира во два облика, како таласемија мајор, значи таласемија мајор, која сушност се јавува кога имаме хомозиготна рецесивна генска конституција за дадениот ген, значи имаме два рецесивни алили, и можеме да биде како таласемија минор,
која се јавува кај хетерозиготи, значи имаме доминантен алел, рецесивен алел, и здравите се хомозиготи за доминантниот ген. Значи имаме, да, ќе бележим со поткала боја, здрави, кои што се хомозиготи за доминантниот ген, за доминантниот алел. Сега, не прашува повеќе прашања кои се под А, Б, В, каде што под А гласи каква застапеност на таласемија ќе се очекува кај деца каде што од брак во кој мажот боледува таласемија минор, а жената е здрава. Значи ако мажот боледува таласемија минор, тоа значи дека мажот е хетерозигот, а жената е здрава, значи жената е хомозигот за доминантни. Така и сега треба да извршиме вкрстување да видиме што ќе се добие. Ајде, иако го знам решението, ајде ќе направиме панетова мрежа за некој што можеби не ги гледал претходните видеа. Ќе повлечеме вака линии за да биде попрегледно. И одека ќе биде две големи Т, големо Т, мало Т, големо Т, мало Т. Односно ќе се добијат 50% ќе бидат здрави индивидуи, додека 50% ќе бидат со таласемија минор. Добро. Ајде сега да видиме прашањето под Б. Така. Само што ќе идеме нагоре, значи надолу нема место. Значи идеме под Б, која гласи каква е фреквенцијата и обликот на таласемија кај деца ако и двата родители имале таласемија минор. Ако имале двата родители таласемија минор, тоа значи дека двата родители биле хетерозиготи. Значи го имаме татко е хетерозигот и мајката е хетерозигот. И сега ако извршиме вкрстување да видиме каква е фреквенцијата на распределеност кај децата. И всушност ќе се добијат сите генски конституции, значи ќе се добијат хомозиготи, хетерозиготи, нека запирка ќе ставиме, и ќе се добијат хомозиготи за рецесивните алели, што значи дека 25% од децата ќе бидат со таласемија, ќе бидат здрави, 50% ќе бидат со таласемија минор, додека 25% ќе бидат со таласемија мајор. Сега, кај луѓето, обично не мора тоа да значи, може сите деца да се родат да бидат здрави единки, така, значи може и такво прераспределување да дое. Ова значи обично важи кога имаме повеќе, кога се раѓаат повеќе деца од еднаш. Мака човекот обично се раѓа по едно дете, така што шансите ова да се случи се 25 за секое раѓање. Добро, сега последното прашање под В, е малце по-комплексно, но сепак ќе го решиме. Ни кажува дека детето, значи овдека имаме крстување, имаме еден родител, ќе беше со сина боја, црвена мајката, син на таткото, и всушност се добило дете кој има таласемија мајор. Значи ако има таласемија мајор, тоа значи дека има две рецесивни алели. Така имавме доле запишано. Таласемија мајор е две рецесивни алели. Добро, ако има две рецесивни алели, сега не прашува каква е можната генска конституција на неговите родители. Не ни кажува дали родителите се болни или нешто, ние треба само да ги одредиме можните генски конституции. Ева првата најочигледна е дека двата родители исто може да бидат со таласемија мајор. Значи овој случај каде што сигурно ќе ни даде 100% од времето ќе ни даде таласемија мајор. Друга можност е едниот да биде со таласемија мајор, додека другиот да биде со таласемија минор. Така. И тогаш имаме 50% шанса дека детето ќе биде со таласемија мајор, веќе нели ќе се добијат повторно хетерозигот и хомозигот за рецесивни. Друга комбинација која би можела да биде е двата родители да се хетерозиготи, и тогаш би имало 25% шанса детето да е со таласемија мајор. Значи ја вака да повлечеме стрелка, 25% шанса, ако беше со зелено, ќе беше 50% шанса. И ова се надам дека знаете од кај доаѓа бројов. Нели, ако имавме хетерозиготи се добива ТТ големо, се добива ТТ и се добива две мали Т. Така, и овие се тие 25%. Бидејќи 1/4. Додека во минатиот пример, всушност, кога вкрстуваме хетерозигот со хомозигот за рецесивни, повторно се добива истото, значи кога да свртиш еден круг, односно 50-50. Сега некој може да рече, например, зашто едниот родител не е хомозигот доминантен, другиот да е хомозигот за рецесивните алели,
што ќе се добие тогаш кога всушност ќе се добијат се хетерозиготи, така да нема детето да има таласемија мајор, него ќе има само таласемија минор. А затоа таа комбинација не работи. Добро, и тоа беше за третата задача. Прилично беше лесна, едноставно направивме само некои вкрстувања и ова е прилично како монохибридно со малце повеќе размислување. Добро, и за крај имаме една многу лесна задача која е многу брза, која гласи дека во едно семејство едниот родител има рамна коса, е својство кое се наследува хомозиготно доминантно. Значи, хомозиготно доминантно ни дава всушност рамна коса, додека мајката има кадрава коса, својство кое се наследува хомозиготно рецесивно. Значи, мајката е хомозиготно рецесивно, ни дава кадрава коса, виткана коса, додека во првата генерација сите потомци се со умерено кадрава коса, односно брановидна. И ова само ни дава заклучок дека сите хетерозиготи да всушност се со брановидна коса, умерено кадрава на некој си начин. За нас не прашува каква би било фреквенцијата на фенотипови и генотипови во потомство ако и двата родители се хетерозиготи. Значи ова е многу лесно, само треба да направиме вкрстување. Значи имаме татко кој е хетерозигот и мајка која е хетерозигот. И што ќе се добие? Всушност ќе се добијат, ќе направиме панетова мрежа, да биде целосно решено. Значи имаме доле вака мајката се бележи, таткото се бележи вака, ставиме линија за мајката и да видиме што ќе се добие. Така, иако најголем сигурно веќе знаете. Значи, да сумираме всушност што се добива. Се добива еден хомозигот за доминантни, значи тоа е еден генотип, се добиваат два хетерозигота, значи два ќе бележиме тука, и се добива хомозигот за рецесивни алели, исто ќе бележиме со 1, односно генотипот е 1:2:1. Сега да видиме како се фенотипоите. Доминантни, знаеме дека даваат рамна коса, хетерозиготи даваат умерено брановидна коса, додека хомозиготи за рецесивни даваат кадрава коса. И тоа е решението. Значи, тие се генотипоите, тие се фенотипоите, и генотипот е еднаков како фенотипот при ова вкрстување. Добро, и тоа беше се за интермедиерно делување на гените, односно за некои задачи. Прилично беа како монохибридно вкрстување, само што со некои повеќе финти, како да кажам, дека хетерозиготите имаат различен фенотип. Добро, тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео и довидување.